Една од темите кои што едва чекавме да ви ги екранизираме вака како приказна, во време кога светот се менува побрзо од кога било, а знаењето станува една, јас би рекол, најмоќната валута, колку убаво изгледаат на фотографијата, нели? Македонија испишува нова приказна на глобалната технолошка сцена. Тројца врвни експерти, Елена Димовска, Дејан Вакански и Дејан Компаниевски се меѓу топ 100 Microsoft тренери во светот, признание кое што јас би рекол не е само личен успех, туку силна потврда за секој од нас како горд македонец и на оваа татковина, дека Македонија вистина е земја која што го менува светот. Ова не е само приказна за технологијата, ќе биде приказна баш за еднината, за вештачката интелигенција, која веќе не е далечно, и да ја кажавме со сеците, туку што реална, живееме тоа време веќе. Именно, да, реалност која што ги трансформира всушност компаниите, професиите и начинот на кој што размислуваме. Во разговор со нив ќе отвориме прашање кои што не засегаат сите, од каде започнува вистинската AI трансформација, дали сме подготвени можеби за светот кој што доаѓа, пред се нели ќе го нотираме моментот на ова признание од Microsoft, така што денеска Елена, Дејан и Дејан се имињата кои што стојат зад овој историски успех и покрај тоа што овие признанија се нивен личен триумф, пак ќе кажам, сме потврда за тоа дека врвниот квалитет на македонскиот едукативен кадар кој се преварува со милиони професионалци во светот, ова е само показател кога останови конзистентни на нашиот животен пат, успехот вистина добива поширока смисла. Знаете што е интересно? Добро утро. Добро утро и во овој период додека ве разговаравме, бевте доста зборени во нашата редакција, мора да признам, најголемата возбуда тоа што успеавме сите тројца да ве донесеме во студија, со оглед на тоа дека нели ваши колеги од СЕМОС спомена дека во моментот сте постојано со различни временски зони, предавања, часови и вие сами посведочивте пред нашите што се били очи на Цеце моје и на колегите дека вистина е преседан некаков. Така е. Мора да потврдиме. Мора да потврдиме. Јас верувам дека секој еден од вас, односно секој еден од нас во медиумскиот свет ќе сака да ги има сега за своји пријатели вака во студио Елена, Дејан и Дејан, ама драго нешто оваа медиумска турнеја нека се прошири и ова е приказна која што вистина сакаме да го окупира медиумскиот простор. Да. Прво ќе ви кажеме честитки големи за овој убав, јас би рекол историски успех. И верувам дека и нам ќе ни биде ова гостување архивирано во едно од убавите кои што ќе имаме за оваа сезона. Да, и Марко спомена, не е ова само индивидуален успех и вие клинавте со главите и навистина е тоа така. Ова е колективен успех како за вас, така и за целата држава. Што значи да се има оваа титула и да се биде помеѓу најдобрите 100, какви врати отвора за вас оваа нова титула? Ајде вака, јас ако ми дозволите на почеток би сакал да накратко само доловам и да објаснам накратко што значи професијата Microsoft Certified Trainer и значењето на таа професија, што се случува позади сцена, а после тоа ќе се надобрзам и да одговорам и на прашањето. Значи Microsoft Certified Trainer е всушност една професија која што започнува со исполнување на сите ригорозни стандарди кои што се наметнати од Microsoft преку сертифицирање, преку поминување на сите тие барања кои што ги наметнува Microsoft, за да може да утре застанеме пред слушателите и да зборуваме на одредена тема. Сега позади сцена што се случува, значи за да еден тренер може да застане да зборува на одредена тема, тој мора најпред да го има знаењето, односно да прочита огромен број на страници. Многу голема знање. Литература ваша. Да, меѓутоа да не заборавиме тука и практичната работа, затоа што пак знаењето е едно, да, супер е, меѓутоа практичната работа е таа која што ни дава сигурност во предавањата и која што ни овозможува да одговориме на прашањата кои што понекогаш знаат да бидат и тоа многу комплексни, значи да можеме да одговориме на тие прашања. Значи лична потврда за знаењето. Така е, токму така. И тоа значи многу непреспиени ноќи, многу работа пред компјутер. Што не е дека и сега ги немате истите ситуации и услови, покрај овие титули кои што ги добивате. Апсолутно, токму така. Сега, значи, земајќи го предвид овој факт, значи ние тројцата сме на таа топ листа на 100 најдобри тренери и тоа од целиот свет. Microsoft вели дека не има негде околу 22.000 од целиот свет и е направена топ листа според анкетите на 100 најдобри
тренери. Ова е навистина, верам ќе се согласат и колегите. А по што се издвојувате, Дејан? Ако сте 22.000 на светско ниво, тие првите 100, што поседуваат повеќе, може би, од овие останатите? Тука веднаш треба да кажеме дека постои една МТМ анкета, односно МТМ е за кратка. нас лаиците малку така, по-народски да ни објасните што значи тоа. МТМ е Metrics Dead Matter, тоа е најголемата, дефинитивно најголема рейтинг агенција која што се бави со правење на евалуации, анкети за сите големи вендори. Microsoft е само еден од тие големи вендори, би ги спомнали останатите, Cisco, VMware, се она што Google Cloud, Amazon Web сервисите секако. Се она што значи нешто, што е, ајде да кажам, во топ 10 на светско ниво, на глобално IT ниво се евалуира таму. Односно, после секој курс или последниот ден на курсот, покрај другите обврски што ги имаме кон Microsoft, треба да ги комплетираме и ваквите MTM анкети. Во самите MTM анкети постојат повеќе категории. Прво се оценува самиот материјал кој што го добиваат слушателите од тренинг сервис провајдерот, како Семос Едукација во случајов, се оценуваат лабораториските вежби кои што ги добиваат за нивна лична употреба, понатаму исто им остануваат одреден период. Се оценува секако и предавачот, односно начинот на предавање. Значи јавниот дискурс во случајот е многу важен исто сегмент. Секако, да се најдеш во оваа златна елита. Така. Значи, секој слушател е, да кажам, задолжен на некој начин да ја исклика, да ја пополни таа анкета, каде што може исто да се остават и коментари и за предавачот, и за вежбите, и за севкупно за целиот курс. И тука имаме оцени од 1 до 5 генерално, значи се оценуваат тие повеќе категории, од која што тренерите или предавачите се во една од тие категории со опфатени со неколку прашања. И морам да се надоврзам. Нема поубаво чувство од чувството кога ќе прочиташ убав коментар напишан од слушател кому си пренел знаење. Бидејќи нашата поента е тоа, нели, да на крајот ние пренесеме знаење. Ние сме завршиле работата ако пренесеме знаење, и ако од другата страна сето тоа биде примено така како што треба, па уште биде и јавна благодарност, еве да речеме во анкетата напишано, тогаш знаеме дека навистина сме завршиле работата, така што таа МТМ анкета не само што е форма према Microsoft и ние мора да ја одржуваме, да одржуваме еден просек секоја година за да ја задржиме лиценцата заради сертификацијата, да. Имаме минимум просечна оценка која мора да исполниме. Рачунете сега, секој еден од тренерите тоа мора да го исполни, меѓутоа овие топ 100 се издвојуваат по оценките, по бројот на часови и по, се разбира сега веќе ја ни овозможува сентимент анализа, па можеме и да ги процениме и коментарите на слушателите кои што се описно, дескриптивно напишани. Имено, што за нас е секако конкретен пример кога велат ученикот е подготвен за нешто во животот, мајсторот вистински доаѓа. Да не погрешам зад камерите, сватив дека Дејан Вакански беше твој тутор, или така? Така е. Значи сега во случајот, нели, кога вие сте биле ученик Алфа, така. Сигурно тоа се случило како лична сатисфакција. Тоа е најголемото достигнување на еден, ајде да кажеме, тренер, нели, кога ја гледате еволуцијата и сопствена, меѓутоа и кај ученикот. Точно така. Мислам дека радосен човек, ова е показател, ќе биде среќен и за статокот. Апсолутно. Дефинитивно. И сега, ако го трнеме малку емотивниот, нели, контекст или момент, како експерти, колку навистина овој е успех глобален, да речем, и тоа што значи да се биде дел од таа елита? Од елита, баш елита. Да речеме, златна елита, сепак 8 милиарди жители во светот, 22.000 отприлика, нели, сертифицирани тренери, ама 100 најдобри. Така. Што отвара, да речеме, како поле за еве и ваш понатамошен можем јавен дискурс и во полето на технологијата, иновациите и слично. Така. Видите, најпрв фактот што, нели, во таа листа на 100 најдобри не е еден поединец, туку ние сме цел еден тим, тројца сме. Значи тоа зборува многу, односно кажува дека, нели, од една мала држава како што е нашата, може да произлезат стандарди за предавање, меѓутоа исто така и за во делот на IT, областа која што ние работиме,
кои што се со светски стандарди и кои што нели признани им одава и гигантите како што е Microsoft. Сега, што е она кое што нели го носи сето ова? Значи, најпрви нова значи дека СЕМОС едукација која што постои долги години нели на македонскиот пазар, да, тука сме добро етаблирани, значи познати сме, мислам дека скоро најголемиот дел од сите професионалци поминале некогаш на некој така, на некој курс, на некоја обука кај нас, меѓутоа последниве можеби нешто повеќе од 10 години ние излегуваме од границите, надвор од границите на државата. Значи, ние обуките ги држиме во странство. Значи, држиме пред огромни компании, како што е, например, еден пример Shell, Coca-Cola, Volvo. Значи, тоа се огромни компании, каде што ние од Македонија, значи, и ги држиме тие официјални курсеви. И кога од таму ќе добиете признание или ќе прочитате коментар, некаква верификација и потврда. Така, дека на пример луѓето излегуваат од курсот со знаење кое што може да им помогне нели во секојдневното работење, дека сме пополниле многу дупки во нивното знаење или уште повеќе кога тие огромни компании, затоа што знаете на тие курсови доаѓаат редовно луѓе кои што доаѓаат подготвени да им се реши нивни проблем. И тие го чекаат оној момент кога нели зборуваме на таа тема и ќе започнат, ќе го елаборираат својот проблем и ќе бараат од вас како инструктор, како тренер решение или насока, ако ништо друго. Веројатно не постои подобра сатисфакција во тој момент. Ако знаете дека можете. Апсолутно. А имајте во предвид дека тоа се компании кои што имаат многу сложена архитектура, многу комплексни системи, работат со огромен број на податоци. А и меритократија на структура на луѓе кои што нели се вработени во. Така. И на крајот ќе, како што кажа и Елена во коментарот, ќе добиете благодарност дека сте решили некој проблем или кога ќе слушнете за време на предавање и да, ова вака требало да биде или да, ова има смисла. Аха, момент. Да. Или да, вчера го пробав и навистина работи, тоа е оној момент нели кој што дава дополнително значење и тежи на целото ова. Значи, идејата е да се повеќе се етаблираме и зацврстиме, нели и надвор од границите на државата. Верувам дека е посебно задоволство кога работите со вака големи компании, но освен што ви е сатисфакција кога имате нели задоволни клиенти, студенти и така натака, што вие учите од големите компании? Што е таму предизвикот да работите, затоа што ова е едно поле или една животно предобра професија која што ние така и најавивме на самиот старт од емисијата, постојано како секој ден нешто ново да се развивањето е случува, да се развива и мора нели секојдневно тоа да се прати. И вие како професионалци мора секојдневно да се надградувате. А кога имате можност да работите со големи компании, веројатно имате и посебна привилегија и веројатно можност да се научи нешто ново. Каде тука, Елена, го гледате ве професионалниот предизвик? Баш така како што го прикаже Цеца. Ние додека го предаваме она за кое што да речеме сме на предавањето, ние и попатно учиме. Ова е едно патување кое никогаш не запира. Мислам, нашето учење и нашето подобрување, да кажам, во насока на нови технологии, постоечките кои што постојано се менуваат. Ова е едно поле кое што, ако ми верувате, секој втор ден има некаква измена која што ние мораме да ја пратиме. Тоа представува воедно предизвик, меѓутоа и секогаш уживање, затоа што ова што ние го работиме, сакаме да го работиме и тоа е нешто што јас секому би го препорачала, бидејќи кога нештото го сакаш, ништо не е тешко. Да, има моменти кога доаѓа се нели overwhelming што велиме, доаѓаат и напнати ситуации, меѓутоа на крајот сатисфакцијата повторно доаѓа од она што ново сме научиле од секое предавање. Не постои предавање во кое што и ние како предавачи не учиме нешто ново, токму како што каже и Дејан, секогаш имаме прашања на кои што треба да истражиме за да одговориме, затоа што дури и Microsoft како еден голем гигант вели не постои Microsoft сертифициран тренер или експерт кој ги знае сите прашања. И тоа отворено треба да го кажете пред слушателите дека ако во моментов дека немате одговор на се. Ако го немаме одговорот
Не значи дека нема да го дадам. Да, тоа е веројатно таа емоција на vulnerability или кревкост која што е некој полни износ човечки. Дефинитивно и затоа велиме дека да, ние со AI одиме напред, меѓутоа многу често се поставуваат прашањата до каде е и дали нас како предавачи ќе не замени, што се случува со емоционална интелигенција за време на предавањата, со оној човечки контакт кој го имаме помеѓу слушателите. За сега можеме цврсто да кажеме дека тоа е дефинитивно еден бонд помеѓу предавачите и слушателите, кој што за жал една машина не може да го замени. Особено ќе дадеме акценти на таа тема и секога говориме пак за ова признание, нели станува збор за индивидуален врв, меѓутоа и показател дека во Македонија почнува да се создава една сериозна, јас би рекол, екосистем и врска на знаење на квалитетна едукација. Меѓутоа, што е тоа што Microsoft споменавте нели сите помалку нешто, реално го препознава кај еден тренер. Дали самото техничко знаење, способноста за пренос на знаење или пак можеби влијанието кое што го има врз луѓето кои што ќе ги обучува? Се заедно. Microsoft има комјунити огромна. Има вистински предуслови, како рековте вие, ригорозни критериуми кои што се од едната страна ги имаме техничките предиспозиции кои што секој еден тренер, Microsoft сертифициран тренер по правила мора да ги исполнува и од нив нема бегање. Значи точно се пропишани кои се правилата кои прво за кои треба да ги исполниш да станеш Microsoft сертифициран тренер и секоја година да ги одржуваш како сертификатите, така и самата лиценца за тренер. Меѓутоа има заедница која што промовира знаење, која што промовира и заедништво помеѓу тренерите, а воедно и помеѓу слушателите. Ако ми верувате, не постои прашање на кое што јас не сум добила одговор од заедницата, токму затоа вредноста на таа заедница е уште поголема и од страна на некој кој што сака да научи нешто ново или истражува и од страна на некој или пак не сум дала назад фидбек и одговор на некој кој побарал. Така што на различни начини се стимулира учењето помеѓу луѓето кои што користат Microsoft производи и се вреднува на различни начини. Еве, ова награда, например, Дејан баш сакаше да спомне дека не ни знаевме дека постои. Вистина? Така беше. Да, во суштина ова е втора година на доделување на овие топ 100 награди кај Microsoft и во прв момент кога пристигнаа мејловите известувања дека го добивте признанието. Честитаме, да, влезени сте во топ 100. Сите малку со неверување. Чекај сега да видам, дај да видам. Дали официјално Microsoft да. Бидејќи јас работам дели од безбедноста на системите во СЕМОС едукација, тоа ми беше првиот чекор да видам да ја проверам автентичноста на самата порака, дали е тоа. Од каде е авторот, од каде е изворот? Да, кој сервер и сето тоа, инфраструктура и кај нив истиот случај беше. Значи буквално не ни се веруваше. Како сега, знаете како, многу е убаво што тројца сме една мала земја како Македонија и дури неверојатно. И тоа беше исто еден сомнеш. Да. Ако ќе кажеме дека некоја може земја, да речеме, не знам, ајде сега Индија, така е доминантна во полето, си велите во топ 100 имате 90, може 80% се од азијскиот свет, од западниот Америка. Кои се вака подоминантни во дефинитивно да. Така е. Азијскиот свет. Иве, кога веќе споменавме Македонија, мала земја, но ние кој е вашиот став? До каде смете на таа некоја технолошка IT мапа? Затоа што мислам дека овие помлади нови генерации се некако се позаинтересирани за ваквите науки или ова да го работат во животот. Имаме смена на професии, тоа си веројатно Илена и ти потврда и пример дека никогаш не е доцна да направиме некаква промена. Искрено секоја чест, да. Во животот, така што веројатно имаме напредок и на тоа поле, но еве ако веќе гледаме вака глобално, на која позиција е Македонија? Одлично котираме. Да? Сам оваа награда е потврда за тоа, дефинитивно. Ние бевме меѓу првите тренери, Microsoft сертифицирани тренери кои ги држаа буките за Copilot. Првата алатка после ChatGPT, Microsoft алатка за генеративна вештачка интелигенција. И тоа тие обуки беа држани на
големи компании, enterprise level обуки беа, така што кога македонски тренери можат да бидат на тие први обуки, каде што тренери беа директно од Microsoft. Значи, Microsoft тренерите од Америка, да речеме, или генерално од Америка, од US, беа тренерите и ние како дел од тимот. И тренери од Македонија. Така е, дефинитивно, така што тука можам да кажам дека навистина добро котираме на мапата, на светската мапа, ајде да кажам. Никако не сме запоставени и нема потреба зашто ни да бидеме, затоа што едноставно треба да сме горди, ова е само показател за тоа. И стимул за понатаму, стимул за многу компании кои што размислуваат дали можеме да се носиме со светската елита на било кое поле во IT светот. Дефинитивно можам да потврдам дека ние имаме знаење и да обучиме луѓе и да пренесеме знаење, меѓутоа и да поставиме решенија, затоа што како што рече Дејан, ние без практичното знаење, теоретското, ова се технички обуки. Не можеме да се задржиме само на теоријата која што е во документација, туку сето тоа мора да биде веќе имплементирано во решение, треба да функционира. Видливо физички. Така, докажано дека работи, како што е опишано. Баш така. Дали денес е потешко да се биде врвен експерт или врвен едукатор со оглед на тоа што знаењето, да речеме, тука некако нели постои насекаде, но разбирањето е се поретко. Да, ова е многу добар момент. Навистина е така. Значи денес, например, како што кажа Елена, нели со знаење, значи имаме многу канали, многу начини да се стекнеме со тоа знаење. Меѓутоа, разбирањето на проблемот е она кое што ја дава целата тежина, нели, на целиот овој процес и на целата наша работа. Значи, кога јас велам вака, ако имате една комплексна работа која што знаете да ја објасните на некого на едноставен начин за да тој ја разбере, значи тогаш е веќе, нели, знаеш дека првин ти си ја разбрал и тоа детално и дека си успел да некој друг го разбере истото. Тоа е исто како кога на времето ми дава да решам математички задачи, не ги разбирав, ама едукаторот кога се соочил со проблемот, веројатно полесно те разбира низ голготата која што поминуваш. Мислам метафора некоја. Да, сега соците веќе чекаме, нели, да говориме и за вештачка интелигенција. Тоа е веројатно нешто како ние лаици го обсервираме. Секој пат има некој тремор, дали ова ќе не окупира целосно, ќе не изеде вака, ајде да речам, нели, низ метафора. Ама веќе не окупира, мислам. Да, меѓутоа, во време кога сите говориме за AI, за вештачката интелигенција, каде според вас може би најголемата заблуда, дали луѓето ја преценуваат самата нејзина моќ на вештачката интелигенција или ја потценуваат нејзината реална примена? Па добро, веројатно некаде на средина е вистината. Многу мора да зборуваме за свесноста, за тоа што значи вештачката... Едукација фали, да. Дефинитивно, вештачката интелигенција и нејзина демистификација. Ова не е една програма one size fits all. И сега да кажеме дека за сите на овој начин треба да го симплифицираме начинот на кој што треба да се имплементира во компании или треба да се користи од страна на крајни корисници, поточно обичен граѓанин. И веројатно нашата експертиза во полево ни дава и право и одговорност да помогнеме на компаниите, особено во Македонија, за имплементација на AI, меѓутоа и да демистифицираме кон крајните корисници. Ние лани имавме исто така учествувавме во еден одличен настан, беше организиран од страна на Microsoft за рушење на светски рекорд во 24 часовно учење на тема вештачка интелигенција. Microsoft славеше 50 години. Тоа минатата 2025. Сакам да кажам дека Семос Едукација како компанија се обидува и да ја покаже општествената одговорност кон тоа бесплатни обуки, се разбира, за покревање на свеста за вештачката интелигенција кон крајните корисници во смисла на секој еден обичен граѓанин. И кој беше најзаинтересиран за обуките? Младите? Различни категории. Да, затоа тоа беше интересно. Тоа треба повеќе да им се пласира на повозрастната категорија, затоа што тие младите ќе најдат начин да разберат. Точно, да. А возрастните ќе го разберат она што ќе им го понудиш. Така ќе го доживеат. Точно, меѓутоа различна беше возрастната структура. Имавме преку 6000 слушатели во 3
или 4 земји, Македонија, Албанија, Косово и Србија, и навистина интересот беше голем. Зборуваме како крајни корисници од различна возрастна структура, дефинитивно. Имаше и млади, бидејќи кај нив пак љубопитноста е голема, нели, и сакаат да слушнат ново. Ние имавме навистина одлични обуки кои што почнува од beginners level па до експерт левел, така што секој си наоѓаше свое поле за учење, меѓутоа со компаниите веќе некое време, да речам, сме во комуникација, работиме на проекти, на имплементација на различни нивоа, и затоа и реков дека ова не е една програма која што може да кажеме еве го шаблонот, еве го калапот, и сега секој треба према овој калап да се прилагоди. Вештачката интелигенција може да биде применета во секоја индустрија, и затоа многу е важно, бидејќи прашавте дали ќе не окупира. Таа ќе не окупира колку што ние ќе дозволиме да не окупира. Многу е важно ние како subject matter experts, како луѓе кои што си ги познаваме проблемите и процесите во нашата работа, да знаеме што е она што можеме да го имплементираме од AI, а да го подобриме процесот. Не е по секоја цена дека ние треба да бидеме во наводници AI-oriented, велиме, компанија, ориентирана кон вештачка интелигенција, само за да се каже на форма. Не. Имаме ли злоупотреба? Кога сме кај безбедност? Дефинитивно, тука да, деко може... Дефинитивно злоупотреба, како што можете да забележите и по социјални медиуми, значи, почнувајќи од фотографии, како наједноставна, или ајде да кажеме некоја пиратерија на некаков текст кој што е генериран од вештачка интелигенција, се прикажува како свој, и тоа е еден вид на злоупотреба. Да не забораваме дека сепак треба во секој од тие текстови, вештачка интелигенција е тука да ни помогне, ама човековиот фактор, импакт мора да го имаме, да се гледа дека е сепак креирано од човек. Да, но ние веќе живееме во време кога младите генерации користат AI за, не знам, во училиште, во образовен процес. Колку тоа ќе ни создаде генерации кои што ќе бидат паметни, мудри и ќе знаат како да ја користат, или пасивни наблюдувачи само да. Или затупавени, ако можам така да се изразам народски, затоа што навистина, нели, некогаш кога ако мозокот нас не работи, сметам и можеме да се подпреме на тоа, генерациите што ќе растат, така, прашање какви ќе бидат. Ќе има и такви процеси, можам да кажам дека веќе се забележителни. Да, затоа и сме зборувале. Младите кои што малку повеќе се технички спремни, сакаат да знаат и што е она што се случува, што викаме под хаубата на таквата вештачка интелигенција, како сето тоа работи, како функционира, а останатите ќе бидат обични корисници, што можеби за жал ќе доведе и до пат на степенот на учење и на динамиката на учење и таа љубопитност која што ја зборуваме. Генерално мора да имате љубопитност за било која област, вклучително и вештачката интелигенција, за да ме плаши на момент целата во моментот трансформација и метаморфоза која што се доживува преку вештачка интелигенција, и би сакал да прашам кога една компанија првпат доаѓа кај вас и сега нели велат сакаме да воведеме некаков нели AI, односно вештачка интелигенција, што најчесто да речеме недостасува, што во очувате, можеби технологија, стратегија или пак размислување во истото? Сега, значи, кога се започнува, нели, со на кое што го каже и Елена, размислувањето за воведување на вештачка интелигенција во работењето, има многу клучни фактори кои што влијаат на успехот или го дефинираат успехот на едно решение. Она грешка која што компаниите можеби најчесто ја прават е тргнуваат од идејата алатка. Значи, мене ми треба Copilot Studio. Или, не знам, мене ми треба сега ова и ова алатка. Значи, тргнувањето од алатката е погрешниот чекор. Microsoft вели, меѓу другото, сега баш последниот курс кој што го државме со Елена, имаше еден слайд каде што вели дека негде околу 60-70% од идеите од пилот проектите за воведување на вештачка интелигенција во компаниите никогаш не доживуваат продукција, значи никогаш не доживуваат реалност. И еден од тие проблеми е токму лошиот старт, а лошиот старт, можеби најклучниот момент е токму прашањето, односно тргнувањето од изборот на алатка, а не од суштината, од кој е тој проблем кој што ние
треба да го решиме, затоа што ние имаме многу проблеми, меѓутоа прашањето е од каде треба да почнеме. Достапноста, како што кажавте и вие, на податоците игра клучна улога, затоа што јас може знам како треба, ги имам сите алатки, меѓутоа ако податоците се недостапни, ако ја нема таа, ние нарекуваме data culture, значи култура на одржување на тие податоци и на прибирање, тогаш веќе станува се потешко и потешко, нели, да иако можеби ако се постави на добри нозе, на добра основа, и тогаш е возможно, меѓутоа станува се потешко да се дојде до еден квалитетен финален производ, така е. Значи стартот е многу важен. Стартот е и тоа како важен. Значи има многу критериуми кои што односно многу точки на поврзување кои што се предуслов за квалитетно добиен продукт. И луѓето не смееме да ги заборавиме, секако се ова што го кажа дека е важно, меѓутоа луѓето се тие кои што ги движат процесите и дефинитивно велиме треба да постојат амбасадори во рамки на компанијата кои што таа култура ќе ја спроведуваат на различни нивоа во хиерархијата и организационата шема на една компанија, да бидат спремни за тоа што значи имплементација на било каква технологија, па вклучително и вештачката интелигенција. Тоа е таа company readiness, подготвеност на компанијата, значи исполнување на многу услови. Особено тука би додал само грижата за податоците, таа дата култура што ја спомна Дејан. Да, тоа сакав и Дејан да прашам. Многу битно да се прави на еден дисциплиниран начин. Без тоа прашање е дали воопшто може да стартува одредена компанија со таков тип на дигитална трансформација, како што е ризици. Кои што треба да се идентификуваат уште во старт? Тоа е и тука човечкиот фактор е веројатно најбитен. Да, колку е реален ризикот компаниите да влезат во AI, во вештачката интелигенција, само затоа што нели во моментот е некаков тренд, нели, без јасно разбирање што навистина нели сакаат да постигнат. Тоа би ве прашал исто, нели? Од security моделот, безбедноста. Јас ги предавам курсевите кои што се однесуваат на инфраструктура и на безбедност и нешто дел од AI, тука и Microsoft 365 и сите тие пакети. Во секој случај безбедноста ќе биде битна за секоја компанија, за грижата за податоците, нели? Не секоја компанија е баш подготвена, нели, за премине на кон ваква дигитална трансформација, иако сите сакаат да бидат во тренд, како што рековте, и да ја применат вештачката интелигенција во рамки на нивната компанија. Ќе бара веројатно и дополнителни напори од страна на вработените, бидејќи не можеме ние дури како надворешни консултанти да ги добиеме сите тие пристапи и податоци кои што треба да ги имаме до целата инфраструктура. Јас лично не би ги дал на некој надворешен. Така да компаниите треба да имаат веќе на некој начин подготвен кадар кој што би се впуштил во едно такво патување. Ми се наметнува прашањето сега дали постојат ситуации во кои подобре компанијата воопшто да не користи AI, отколку да ја користи погрешно. Дефинитивно, затоа сме и ние тука, нели рековме. Не секоја компанија па мора да ја поседува. Да, многу е важно да се консултираат компаниите кога размислуваат на тема вештачка интелигенција. Затоа реков, нашата експертиза во полето на data and AI, вклучително security, поседува семос едукација на вистина лепеза на едно големо портфолио, да речам, на експерти од различни области, и не само во делот на обуки, туку и во делот на консалтинг, така што постои една фреймворк, една програма, рамка која што, извинете за интернационализмите. Не, без грижи. Ама ете, тоа си носи... Тоа се сертифицирани светски топ Microsoft тренери, без грижи. Во која што можеме да ги поставиме основните правила, што е она што е неопходно да постои во компанијата за да може да премине чекор напред кон имплементација на вештачката интелигенција, но многу е важно да внатрешните, како што кажа Дејан, внатрешните или инсайт луѓе се подготвени да ги мапира процесите кои што може да бидат подпомогнати со вештачка интелигенција. Ние ќе ја кажеме алатката,
но што ако таа не може да биде имплементирана, не постои инфраструктура подготвена во компанијата. Така што да, веројатно кога би вагале што е подобро, дали воопшто да не користат AI или да се подготват за некое време, па тоа да го направат како што треба. Ние веќе имаме искуство со големи компании од државава кои што, велам, некое време веќе се подготвуваат во различни фази, поминуваат заедно со нас како некој кој што го води процесот, поминуваат низ различни департмани, прават приоритизација на своите проекти, ги мапираат процесите, решаваат што е она што е, да речеме, во моментот подготвено за да оди чекор напред и на тој начин мора паметно да се игра. Дефинитивно, working smart е. Инаку, мислам дека сме некаде пред крајот, со оглед на времето. Јас би сакала само да прашам, ние сега веќе живееме, нели, во ера кога имаме вештачка интелигенција, тука е насекаде, секојдневие и така натака, но вие за вештачката интелигенција знаевте уште пред да дојде, нели, така? Се вели, да. Кои се прогнозите за 5 до 10 години, со што нешто ново ќе стане наше секојдневие? Можеме нешто вака да прогнозираме? Јас не би се впуштила во некоја прогноза. Ризично е, сигурно ќе ме прејде во... Не, но веќе нешто вака за кое што се зборува или светот зборува, нели, може би наскоро ќе се имплементира и ќе стане дел од животот на луѓето. Многу често прашање, кога имаме слушатели, без разлика дали се онлайн или со физичко присуство во училници, многу тешко прашање. Дури би рекол дека не можеме да кажеме ни по 2 до 3 години, не па по 5 или 10 години. Зашто како би изгледал свет. Толку многу брзо се менува? Во месеци. Во месеци? Да, буквално на неделно ниво, можам да кажам на неделно ниво дека се менуваат работи. Тоа секако ситни некои апдети има. Поприлично динамика има сето тоа. Сите тие клауд процеси, генерално ако ги земеме, сервиси, портали кои што ги отвораме ние како администратори или како програмери и така натаму, се менуваат буквално на неделно ниво. А кај вештачката интелигенција тоа оди пута повеќе кратно, да кажам, значи пута 3, пута 5, пута 10 би рекол. Се појавуваат секојдневно исто нови решенија кои што се за нијанса барем подобри од оние што биле вчера. Така да многу тешко за 5 до 10 прогнозата. Замислете дека во моментов само Microsoft во својот каталог има преку 11.000 верзии на модели на вештачка интелигенција на располагање. 11.000 верзии на модели на вештачка интелигенција кои се на располагање на корисниците, да нормално сега тоа се корпоративни решенија, Јасно, да се користат во насока на подобрување на процесите. Во моментов. А таа бројка постојано заменува како што да, најважно сакам и на крај да прашам, кога работите со млади луѓе, како го препознавате потенцијалот сега веќе нели како стручни Microsoft тренери, што е тоа што ја убедува дека некој ќе стане вистински врвен професионалец и ќе биде, да речеме, престолонаследник во случајот на Дејан или на Идејан? Да, значи... Затоа што вие катадневно се соочувате со нови апликации, нови програми, нови предавања, веќе светот ви е во ваши раце и зашто ќе честитаме, ама еве за мотивација плюс. Така, убаво кажа и Елена претходно на оваа тема ја допре, која кажа нели дека младите доста често доаѓаат и од љубопитност, нели да видат што и како. Да го спознаат можеби светот сам. Да го запознаат светот, значи она кое што и јас барем лично мислам дека ги издвојува оние кои што навистина нели имаат потенцијал и може да бидат препознаени е најпрви нивниот пристап нели кон сето тоа кое што го работат. Значи кога некој од слушателите ќе дојде со подготвен со прашања, кога некој од тие слушатели, како што беше и Елена, ќе отиде по завршување на часот да уште еднаш ги направи тие вежби и за да дојде и да каже сега зошто ова овде, значи оној сериозен пристап кон тоа кој афродизијакот кој што го чувствуваме. Толку така, значи тогаш веќе може да кажеме дека да има потенцијал и дека едноставно не треба да се плаши нели од се што следи, туку може слободно нели да чекори по она кое што си го има замислено како негов пат. Да, тоа мислам дека и зад камери го спознавме ние, дека всушност на наша возраст си Елена тука на 40-тите и практично велиш дека иако доаѓаш од семејство кое што природна среда била медиумот и телевизијата, благодарение особено на твојата мајка,
Сепак трансформацијата е многу евидентна во твојот живот, во твојата биографија, како во некоја, да речам банкарска форма на свет влегуваш во науката и технологијата и инновациите. Тоа беше, да, еден чекор кој веројатно мојата дисциплина, да речам, и начинот на функционирање од мали нозе ме носи кон нови предизвици секогаш и мојата прва љубов по датоците во суштина беа и причина да направам трансформација. Јас секогаш сум била во светот на податоци, дури и во финансискиот сектор, работев како аналитичар на податоци, меѓутоа тоа е една мотивација за сите оние кои што сакаат да направат нешто дополнително во животот или да направат било каква трансформација, дека пасијата која имате кон нешто што ве води во животот може само да ви биде мотив да го надополните нештото со дополнителна технологија, да речеме во овој случај, кај мене тоа беше дата анализа и data science, и така ја направив трансформацијата во насока на технологијата, подкрепена повторно со податоците. И таа една врска помеѓу бизнес и IT секторот ми дава сега можност да лесно ги препознавам процесите, се надополнувам со податоците и нормално AI е нешто што е, да речеме, само круна на целата таа приказна. Но морам да се надоврзам за младите и да кажам дека дисциплината, освен ова што го кажа Деко, или како да речеме воедно можеме, освен пристапот, дисциплината да ја надоврземе и критичкото размислување, особено во ера на вештачка интелигенција, така што ние го имаме мост над преварот. Секоја година можат да се обидат да дојдат мост над преварот. Мост над превар имаме во кој Деко може да каже Microsoft спешалисти. И може да завршат во Америка. Да. Веќе можеме да се пофалиме дека пред 2 години, ми се чини дека беше 2024-та, дечко, младо момче од Македонија беше на 5-то место. Сега не зеде медал, сето тоа, прво, второ, трето, пето место. Значи тој мост надпревар се одржува во Америка, оваа година е во Калифорнија, мислам Анахем, дека е локацијата, се организира, може да се пријави било кој од 13 до 22 години, има некој возрастна граница. Да, возрастна граница. Се тестираат офис апликациите, оние кои што секојдневно ги работиме сите ние, особено деца во основно и во средно, Word, Excel, PowerPoint. Може да се пријават, сега баш периодов почнуваат тие тестирања, да кажам, пријави и тестирања, со кои што може да учествуваат на тој светски надпревар таму. Оди на неколку нивоа, регионално, национално и светскиот шампионат. Значи ги праќаме буквално во светски шампионат. Ние сме имали и второ место. Да, колку што знам, така да ако добро се сеќавам низ годините, затоа што ова 10 години го правиме. Ова нешто најпресно ми е пред 2. Да, ова е стаза, меѓутоа може да ни биде причина и повод за некоја нова тема или гостување за да ги мотивираме младите, затоа што понекогаш недостигаат вакви информации во етерот или да бидат достапни за пошироката јавност за да знаат нели што се можат или какви се нивните можности. Така што ќе закажеме нова средба за скоро време. Не е само куртуазија, туку вистина ќе кажеме дека со Воскит ве чекавме, ве пречекавме и ќе ве испратиме и ќе ви честитаме уште еднаш за титулата да се биде во престижната златна елита на Microsoft топ 100 тренери во светот. Останете љубопитни, добри критички размислувачи, нели, обсервирајте го светот и преку вас некако и ние да допреме до ова наречеме рамка која што можеби нам не е толку позната, ама стоиме на располагање. Вистина ни беше драго што имавме, што бевте достапни сите тројца. И ние ви благодариме за поканата. Беше приказна која што не требаше да се пропушти, па веројатно универзумот не слушна, барем нашите молитви. Така некако и ќе се надоврза нашата следна тема за тоа докаде се може човештвото да оди. Препоставам дека го следевте. Тоа сака да прашаме со ЦЦ Артемис 2 НАСА мисијата. Јас ќе прашав и за вештачка интелигенција и НАСА, ама тоа ќе беше друга тема и мислам дека ќе траевме до 10 часот. И ќе ги изгубевме сите други термини.